Посета на македонското село, особено после големите селидби на релација село-град, предизвикуваше сомнеш од носталгичен или безбедносен карактер, додека се движите низ селските јалици со видик од натежнати покриви, ѕидови на распаѓање, обраснати дворишта во трње и трева. Како одминуваа годините на запоставеност, така видикот беше се понепријатен. Гледавме слики од една искорната влезна порта на која беа евидентирани 3 различни куќни броеви. На најстариот број стоеше дека овој дом е 86-ти по ред во селото. Вториот број покажуваше дека куќата е 32-та по ред во селото, за третиот број да се намали на 16. Односно, сета среќа и несреќа на македонското село во последните децении се отсликува низ разликата од десетици објекти кои ги снемало низ виорот на климатските, политичките и економските моменти. Оваа куќа, првиот број беше 59, кога повтор пат бива на некој начин нумерирана го носила бројот 20. Ако сега во некој случај се нумерира, знаете кој број припаѓа? Бројот 0. Носталгичното расположение од поранешните жители на селата не беше доволно за подвижување на акција за спас на родното огниште. Економскиот елемент како материјална подкрепа на идеите за враќање представува основа за воздигнување на трошните домови, ама и на објектите од заедничко значење како што се духовните светилишта, чешмите, бунарите и ред други објекти кои се од интерес за основен опстој. Сега веќе со засилена економска подкрепа на жителите, посетата може да фрли видик на позитивна надеж дека некогаш напуштаните македонски села заживуваат. Таков е случајот со охридското село Речица, кое допред неколку години важеше како најголем уништувач на собствените домови. Денес тие покажуваат можност не само за обнова на трошните куќи, туку и да изградат нови објекти. Тоа значи дека економски заздравуваат и овозможуваат враќање на старите домови. Викаат, каде може и колку може, ќе се сработи. Ете, селската чешма од најобично кладенче денес представува градба за пример. Црквата посветена на светите Козма и Дамјан возобновена е од темел со додатна градба на црковна кујна и трапезарија. Новоизградените куќи изборуваат дека ова поднебје се уште е од интерес за граѓаните по потекло од Речица, давајќи му вкус на урбана средина која ќе заслужува посета макар во деновите на викендот. Единственото старо, традиционално и свето е црквата Свети Ѓорѓи, која важи како главна црква во селото, особено покрај фактот дека околу неа се распределени вечните почивалишта на старите жители на селото. Или таа е носечкиот духовен стожар на Речанци кој го обслужува повеќе од 7 години, или онолку колку што е црквата стара, а е изградена во 14. век и се вбројува во една од најстарите цркви во Охридскиот регион. Познавачи на историските прилики тврдат дека истата е по старост и духовна традиција рамо уз рамо со Охридската Света Софија, која датира од средниот век. Црквата Свети Ѓорѓи им овозможувала на Речанци духовни обреди и духовен мир уште далеку пред доаѓањето на власт на Турската империја. При тоа низ 5 векови владење турците ниту ја запалиле, ниту ја поџамијале. Напротив, таа гордо била надвисната над природната карпа од Речанскиот брег, дури со можност за надградба, односно проширување на внатрешниот дел поради потребите на зголемиот број на православните верници. Со изграѓа на теренот низ повеќе вековното време, црквата почнува да го двои до изградениот дел. Најнапред со пукотина, подоцна со отпаѓање на малтерот, преку кого се наоѓа фреско живописот, сликано во скоро единствена и неповторлива духовна разиграност. Појавата на влага го забрзува процесот на пропаѓање на фреските, што до денешен ден остана толку малку што одвај може да се препознат. Верниците од Речица не можели ништо повеќе да преземат, се можели мал заклон од дождовните води,
како и да ја заменат трошната дрвена врата со метална, низ која дотогаш влегува лилјаци и птици со што го валка и поганија светиот простор. Речанци денес материјално се силни и би можеле да придонесат за реставрирање и возобновување на црквата, ама викаат, таа е заштитен споменик на македонската култура и не смеат да превземаат никакви активности, понајмалку градежни. Во меѓувреме, времето работи за докосорување на вредниот фреско живопис. Ако Америка е откриена 4 века после градењето на Свети Ѓорѓи и гледаме колку постигна нашата црква од духовна неизмерна вредност, полека но сигурно се престорува во руинирана градба која веќе не ни представува дика и гордост што ја имаме, раскажува нашиот соговорник. Ако ова има 700 години, Америка, УСАД, 1492 година е пронајдена, копното на Соединетите Американски држави, погледнете што е и која сила е. А ако ние како република 20 кусор години сме самостална држава, независна, и ова да го допуштиме, не е допуштливо на свеста на било кој граѓанин или институција во Република Македонија. Апелот до државните институции за заштита и возобновување на црквата Свети Ѓорѓи во Речица се чини дека е оправдан со оглед на духовната вредност што ја поседува храмот. Према зборовите на експерти од историјата на уметност, само во оваа црква се забележани композиции на фрески за кои се издадени бројни научни толкувања. За дел од духовното богатство на Свети Ѓорѓи ќе ни зборува историчарот Гоце Ангаличи Жура. Оваа црква е посветена на војсководителот маченик Свети Ѓорѓија и навистина таа фрапира, иначе припаѓа на типот еднокорабни цркви со полуоблез свод, но она што е интересно, градена од кршен камен, со варов малтер, на места со бигори, керамика, но едно што е најинтересно карактеристично за оваа црква, гледате ова на западната надворешна страна се наоѓа, паѓа во очи една огромна слепа ниша. А ова е, мора да потенцираме дека ова раритет и реткост во средновековната македонска уметност. Значи се наоѓаме во внатрешноста на црквата Свети Ѓорѓи, она што е интересно и навистен овде, дека таа е осветлена, иако не е баш мала како оние охридски мали капели или молитвеници, сепак таа е само зачудува фактот дека е осветлена само со две монофорни пенџери и тоа едното се наоѓа на западниот зид, а другото се наоѓа од волтарот. Мора да нагласиме навистина дека овде живописот е феноменален и ќе го кажеме датирањето на оваа црква и навистина заслужува посебно внимание во историјата на македонското средновековие, бидејќи ова можам сигурно да кажам дека е најстара црква во Охридска околија и потекнува од средината на 14 век. Сега би се обрнили малце на живописот од оваа црква. Значи, интересно и овде мора да се каже, долните партии на оваа црква се насликани како имитација на мермер, високо цокле. А ваков пример имаме само во Пештерската црква Света Богородица Болничка и во капелите јужната и северната на Света Богородица Перилепта во Охрид. Значи, може би сме на мислење дека оваа црква е градели и живописеле зографи кои работеле и во Охрид, значи талентирани зографи. Сега би покажал само на западниот зид, ова е интересен живопис. Овде за прв пат мора да кажеме дека се наоѓаат групирани светители по тројца или по четворица. Ваков фреско живопис, мислам, вака поставеност на овие ликови неаме. Знаете што е карактеристично? Карактеристично е овде не се овие ликови на маченици, на светители и на маченички поставени еден до друг. Значи тие се поставени како да се еден за друг во тој збиен тип. Би започнале со западниот зид од лево надесно, значи еве како што гледате, прво се представени три светителки, па 4 светители, 3 светителки, 4 светители. Во првите, во десната рака сите како маченици држат символот на христијанството, тоа е крстот, и од нив се распознава само Света Варвара по надписот.
Може би тука и Света Недела, Света Петка, но Света Варвара. Во централниот дел се ликови на 4 мачетници, од кои се разпознава Свети Филомен, Свети Аријан и Свети Аполоној. Потоа следува 3 светителки, од кои е читлива само фигурата на Света Петка, на крај Света Петка. И на северниот зид се 5 светители, значи четворица цели овде е полууништен на северниот, од кои се Свети Елпидифор, Свети Акиндин, Свети Анемподист, Пигаси и Автони. Значи, како што реков, ова е навистина прекрасно лекарство, бидејќи вака насликани ликови на толку мал простор и толку вака светителски ретки се во средновековната уметност на Охрид. За жал, мора да нагласиме дека, како што гледате, Завод на времето си го створил своето, само овде на западната страна се разпознаа, би рекол, се гледа дека е смртта на Богородица, во горниот дел двете страни по 6 апостоли, а во горниот дел е представен Исус Христос како во рацете ја зема душата и ја воздигнува во небото. Би нагласиле дека, значи, на вториот дел од зидот се насликани големите празници. Значи би започнале од јужниот зид, значи таму би требало да биде рождеството на Исус Христос. Само мен. Овде еве само се дел се гледат од крштевањето, значи тоа се уништени и овде би требало да биде и Лазаровото детаљ од Лазаровото крштевање. Додека во горниот дел, значи овде бидејќи црквата е со полуобле свод и овде продолжуваат композициите на големите празници посветени на Исус Христос, за разлика и овде се разликува бидејќи во сводот секогаш се слика Светото Тројство, нали, Бог, Отец, Син и Свјати Дух. Но овде од остатоците како што гледате и овие композиции се посветени на Исус Христос, еве овде се гледа дека е преображение Христово на планета Таурос со Мојси и Илија, гледате дел, потоа небулоза, потоа овде е слегување, ова е благовештение, значи гледате на која висина го ставаат. Значи тоа се сепак, значи, големите празници од северната страна, како што е познато, ова е една од најретките, најубави композиции, за жал уништена. Значи овде е бичевање или камшикување Христов, значи пред да го распнат Исус Христос, неговите джелати, би рекол, ете гледате како го мачат. Тој е врзан за столб, од неговата позадина го камшикуваат, а напред со железни куки му ја дерат кожата. Значи тоа е све посветено на Исус Христос. Јас сега би навлегол маце сочуван живопис имаме и во олтарниот простор, што навистина ќе видите представува уникатна ова сликарство. Преходно само би кажал дека иконостасот во ова црква наистина потекна од 19-тиот век, значи имало и постар, но ова е потекна од 19-тиот век, тоа е и остатоци на една фреска пресликана од тоа време, значи по остатоците на икони, еве, нали, на царските двори секоја се насликани цар Давид и Симеон, Соломон, потоа благовештението, а овде е Свети Јован Крстител, имате уништени икони, ете од десната страна на иконостасот е Свети Ѓоргија, Исус Христос и Богородица Христос, а горе се 12 апостоли. Или композицијата Страшниот суд, како од едната страна на Богородица на Исус Христос приоѓа Свети Јован Крстител и Богородица се молат за спас на душите во неговото второ пришествие. Сега мислам би позборувале малци и за живописот во олтарниот простор, кој што навистина има исклучителни ликови насликани. Значи се најдеме во олтарниот простор, навистина овде тропојќи сочуван олтарниот простор, како и сите цркви, дека источниот зид секојбат е граден од бигор и навистина е најтврда градба. Во централниот дел е причестување ова и литургиската служба или поклонување на Агнес, од едната страна, од нашата десна страна е Свети Јован Крстител, пред него имаме ангел со рипида во рацете, а од другата Свети Василije Велики и ангел исто така со рипида.
После ќе зборуваме за карактеристики на ново сликарство. Во нишата на проскомидијата е насликан Свети Стефан, а во Ѓакониконот е насликан Роман Мелот. Значи би рекле и ова потоа овде од страните на втората е, иако уништени се разпознава благовештението, како од левата наша страна доаѓа архангелот Гаврил, а овде Богородица како што предела и тој доаѓа и вика: радувај се мајко, ти ќе родиш Божио син. А во централниот дел, како што гледате, е насликане Богородица ширшаа со расширени раци. Кога ќе влезете во црквата, таа ви кажува: влезите во коработ, влезите во бродот мој што ќе ве однесе на небото. Со оглед дека надписот на западниот зид е уништен, а исто така не постојат историски податоци за градењето на црквата, ќе се обидеме според некои стилски анализи да го доближиме времето на исликување на овој храм. Како што напоменаме, фреско живописот е многу уништен, но благодарение на неколкуте зачувани ликови, доаѓаме до заклучок дека целото сликарство било работено и од двајца за нас досега непознати зографи. Едниот е оној што ги слика ликовите во олтарната апсида, покажува квалитети на рутинско владење со сликарскиот занает, држејќи се до постарата традиционална ликовна изразеност, до класицистичките форми и до известна монументалност во постапката на моделирањето. Вториот анонимен зограф на дел од западниот зид се одликува со нешто поупростен приод во сликањето и со известна ново стилска ликовна изразеност на времето втората половина на 14-тиот век, карактеристична за некои сликарски споменици во Охридскиот крај. Општите стилско-ликовни одлики на овие анонимни зографи исцело се вклопува во сликарските текови, карактеристични за стилскиот развиток во историјата на македонското сликарство или попрецизно за историјата на сликарството во Охридскиот крај во втората половина на 14 век. Поточно, хронолошки овој фреско живопис треба да го сместиме помеѓу 1365 и 1380 година. Значи, навистина, чест и привилегија е со селаните од село Речица, што имаат ова црква изградена, значи, пред повеќе од 600 и 700 години. За жал, како што гледате, време да го створило своето фреско живописот пропаѓа и навистина треба подхитно да се направи конзерваторски третман. Но би нагласил ученошка, според староста и според фреско живописот на оваа прекрасна црква, можеме да кажеме дека е таа една, ако не најстара, во Охридскиот крај пошироко, освен како пандан неизин во Велме постои само една фреска на Богородица, умилителен мотив над јужната ниша од 14 век. Значи, ова е едно од најсочуваните сликарства во Охридскиот крај. Значи, ова сигурно би работеле зографи, како што напоменав, кои ги украсувале и Охридските цркви. И покрај желбата, ама и материјалната можност, нашиот соговорник Боро Ристовски не можел ништо повеќе да сработи се, може би мајсторското пакување на металната врата, за чиј материјал се погрижило семејството Славевци од Речица. Тој е убеден дека стариот фреско живопис е целосно скениран и при добра волја на институциите во Република Македонија, црквата Свети Ѓорѓи во село Речица повторно би блистала во сјајот на оригиналните фрески. Луѓето и оние кои се од културата, заштита на културното наследство, самите себе со својата свест ангажираат и да пристапат кон реконструкција, реставрација и комплетно обнова на ова црква, бидејќи навистина е жалосно 700 години стара црква. И предците ми е кажувано, а јас сум 74 години од денеска, барам од Министерката за култура, директорката на подрачната единица Охрид, директорот на Дирекцијата за заштита на културното наследство, да се заангажираат и да аплицираат за ова комплетно, да го донесат, што е можно најсветла точка да личи на објект верски, затоа што објектот секој пат го сочувал идентитетот на македонецот
како идентитетот, така и нацијата и националното богатство. Состојбата на оваа црква се гледа. Од надворешната страна можете да видите дека и денес луѓето ја користат оваа црква и за погреби и за крштевки. Затоа треба населението не ја има напуштено, стално ја користи и треба подхитно да се преземет ова историја, ова црква која е посветена светецот Свети Ѓорѓија, носи посебна историја затоа што плочата која е надвор на северната страна докажува дека ова црква никој не може да преземе акција, бидејќи припаѓа под заштита на културното наследство на Република Македонија. И Република Македонија способна е да ова црква од толку квадрати може да ја обнови во најскоро, што не би коштало не знам колку пари и не би давал оценки за други издатоци некаде каде што се давале. Интересот е на цела нација и на цело христијанство ова црква да се заштити, бидејќи според мене на вистински е најстарата црква и ево може да се покаже дека никој пат не е ни изгорена, нејзиниве појаси од дрво уште се стоја, не се ни скапани. Значи 500 години под робство пред да дојдат турците, ова црква била изградена и неповредена. Според тоа, треба да го имаме на вид, секој обраќање и молба до Министерството за култура да заврши под најхитно со целосна реставрација, реконструкција и фреско живописот да го донесе во ред, онака по она време, по она сознание кое има податоци, ќе се најдат и ќе се донесе во ред. Таму каде што се наоѓаат вечните жители, таму за помен се собираат и живите. Преку некогашниот кровно поставен штит во непосредна близина на црквата изграден е објект кој требало да послужи како црковна трапезарија. Со оглед на многу бројната посета на верниците од Речица, особено за денот на светецот, трапезаријата се покажала за мала, каде денес представува само простор за понуда на свеќи. Најчесто во поново време црковните послуги се обавуваат неколку метри пониско, вдолж Плаченската река, каде е ширината на просторот и природното зеленило дополнително ја пленат духовната средба. Не треба да се заборави дека токму испред црквата Свети Ѓорѓи поаѓаат носителите на покрсти, кои по обиколката на целокупниот синор на селото паѓаат пред Свети Ѓорѓи. Тоа значи дека и денес верниците максимално ги користат духовните услуги на храмот, од каде произлегува уште една оправдана заложба и апел за заштита и возобновување на црквата Свети Ѓорѓи во село Речица.